Бугарија никогаш не го негирала македонскиот идентитет. Кажа Филипче и остана жив. Како бе човек да го премолчи ова? Ајде објаснете ми. И тоа да го истресе на денот на одбележувањето на датумот од погибијата на Гоце Делчев, и тоа не било каде, туку пред неговото вечно почивалиште. Како да го слушаме Румен Радев, и тоа некој ефтина верзија од AliExpress. Како да слушаме бугарски политичар, а не лидер на една опозицијска партија од Македонија. Затоа што човек кога го слуша луѓе е буквално исто како да го слуша Радев, кога глуми некаква кооперативност, па шета низ светот и кажува: ние не го негираме македонскиот идентитет, ние не го негираме македонскиот јазик, не негираме македонската историја. Само сакаме добрососедски односи, почитување на малцински права и ете, само бугарите да влезат во уставот и толку. Боже Господе, навистина ли верува во ова што го зборува? Ваква сервилност, вакво отсуство на било какво национално чувство не сум видел. Да истресе човек вакво нешто, треба да е политички, историски, општествено, културно и лично и елементарно неписмен и да е тотално анационален профил. Чекајте бе малку, ако е така, зашто Кирил и Методи ги нарекуваат татковци на бугарската азбука? Ако е така, зашто не смеат нашите деца, например, да учат дека цар Самуил бил македонски крал? Ако е така, зашто илинденците од Гоце Делчев па наваму ги нарекуваат бугари и мора заедно да ги славиме? Ако е така, зашто тврда дека македонскиот јазик не постои, се официализирал во Втората светска војна и потекнувал од бугарскиот? Ако е така, зашто тврда дека Македонија и македонскиот народ се Титова творевина од 1945 година? Ваква изјава може да даде само човек што не следи актуелна политика, што нема персонална општа историска наобразба, што нема способности да свати политички стапици, да го перципира мериторно минатото и да ја согледа иднината, а не лидер да се нарекува лидер на опозицијска партија.